драго што вечерва имаме прилика да промовираме книгата Трибун на мистери номад од професорот Александар Прокопиев. Тројството кое што се содржи во насловот е омнипрезентно во литературата, во уметноста, во духовноста, во филозофијата, во повеќе сфери на човечкото действување. Особено во литературата, која што во постмодерната, во својата постмодерна еволутивна фаза и тоа како се испреплетува со одредени проучувања на човековата психика, меѓу кои психоанализата, се разбира дека не би сакал да навлегувам премногу длабоко, да раскажувам приказната на тројството. Верувам дека таа приказна нашиот брак, почитуван Александар Сашо Прокопиев, убаво е да доловува, на добар начин ја искажува во својата книга, ќе се уверам во тоа што не прочитам. Верувам дека оваа приказна вечерва ќе биде испрезентирана пред нашите очи, пред нашите перцепции, пред нашите сетела и пред нашиот интелект на најдобар можен начин од страна на Владко Галевски. Благодарам и сакам оваа промоција која што преживам. И јас би предпочитал да стојам, ако вам не ви пречи. Стефан најави дека ова еден триптих, фактички од литерарен есеистички триптих и со можеби необичен наслов за поширока публика, но многу значаен и темелен и основа на тоа што го пишува Прокопиев. Од неколкуто мои книжевни промотивни беседи до сега што сум ги правил, значи од тие скромни искуства, заклучувам дека литературата може да биде многу блиска до други дисциплини, како што во оваа книга ќе видите. Може да се илустрира со други уметнички дисциплини или речи со кој да е наука. И одеднаш ми се укажува прилика, добивам книга во која на префинет геометриско графички јазик се најавува незината содржина, односно директно не упатува на геометриски форми. И сега она што сигурно ќе ви значи во понатамошната експликација за оваа книга, да ги формулацијата за насловот. Тоа е во авторство на Прокопиев. Трибунот се поистоветува, односно се заменува со круг или се подкрепува со круг. А карактеристиката е оној кој има устоличено дејство врз современата култура и суштински увиди во јазикот и книжевноста. Хронистерик е триаголник. Оној кој има јак полемички нагон, остар и одсечен, саркастичен. И третиот номад е елипса. Љубопитниот писател патувач низ жанровите како трагач, а не како турист. Ова експликација доволно ве воведува во содржината на книгата, но изненадувањата се неизбежни. Ова преименување навидум не го олеснува влезот во структурата на книгата, но затоа пак е почетно скокоткање на нашата љубопитност. Книгата зборува за лица, ликови, авторитети, таленти, креативци, кои можеме дури и графички да ги идентификуваме, а каде што авторот понудува своја перцепција. Но читањето ќе ви овозможи собствена графичка проекција или распределба на авторите за кој Прокопиев елаборира. Авторот Прокопиев додава уште малку масло на огнот, со нови 3 поглавја најавени во манирот на класичната италијанска музичка номенклатура. Упатува на уште една можна синергија помеѓу две уметнички дисциплини – литературата и музиката. Овој пат.
И тие треба да се спомнат. Што е прелудиум? Прелудиум е вовет во музичко дело. Скерцо. Скерцо е музичко дело во живо, брзо темпо. И ленто музиката е бавна. Бавно музичко темпо. Оваа книга е сериозен, а како поинаку може да биде научен труд, се разбира од еден професор како што е Прокопиев, труд со есеистичка структура, но и со луцидни наративни интервенции, кои на книгата и даваат речиси ликовно-декоративна визура врз фактографската арматура на научниот корпус на сите текстови. Со таквиот однос на почит кон светските и домашните книжевни великани, Прокопиев и формално и стратешки нуди жанровски необично четиво, амалгам од текстови. Прво, ова е мојата генерална формулација за оваа книга, велиме амалгам од текстови. Под број 1, за кој е корисно да знаете. И под број 2, текстови за кои сакате да знаете. Лично тргнувам од премисата дека посветениот читач има насушна потреба од реакција врз делото кој му е во раце. А во оваа прилика имам и шанса јавно да реагирам во една алхемична литерарна меласа, чијашто рецептура Прокопиев несебично ни ја подарува како стимулација и како инспирација. Ако ми дозволите да изведам лаконски заклучок, оваа книга е наративна или раскажувачка наука и наративна или раскажувачка уметност истовремено. Ова е своевидна збирка на суптилно скенирани и портретирани профили на избраните, со фина и прецизна доза на референцијални слики од нивниот спиритуален и ментален капацитет. Но бидејќи приказните на Прокопиев не сакаат да бидат со призвук на форсиран елитизам или монохромна шкртост, така би го формулирал тоа, во овие приказни е вистинска врволешница од трибуни, вице-трибуни, помошници трибуни, кандидати номади, калфи хроностерици. Така Толстој, како врвен трибун, далеко е од осамен пустиник во неговата јасна пољана. Околу него и со него живее и твори вистинска елита од ликови од ексклузивната книжевна генерација од 19-тиот и 20-тиот век. Толстој со нив комуницира, другарува, се конфронтира, дебатира со Тургенев, Мериме, Зола, Санд, Мопасан, Флобер, Иго, Достоевски, Гете, Чехов, Гоголј, Казанцакис. Верувајте ми, неодоливо акционо-авантуристичко раскажување налик на возбудливо филмско сценарио. А Јасна пољана опишана како центар на книжевен аджилак, каде на поклонение дошли и дел од оние кои предмалку се спомнати. Или 30 страници посветени на нашиот Ацо Шопов, кои представуваат темелен и експресивен омаж, конструиран и деконструиран истовремено, за еден од најзначајните номади на македонската почва. На домашниот номадски самит неизбежно се присутни Блаже Коневски, Славко Јаневски и Коле Чашули. А зарем се сомневате дека Монти Пајтоновците не се филмски хронистерици, оние кои имаат јак полемички нагон, рековме? Зарем се сомневате дека Джим Морисон е музичко-поетски номад, трагаш по суштината и слободата? Или дека Бергман и Тарковски се филмски трибуни, оние кои имаат устоличено дејство врз современата култура? И одеднаш хомоаналитикусот Прокопиев го менува жанровскиот курс. Станува хомонаратикус.
од 70-та до 74-та страница на оваа книга, како јатка орев врз блага пченица. Прокопиев не обложува со приказната за пероке аншен, прикованиот папагал, кој се однесува на Оскар Вајлд, кој поради својата зборлестост е препознаен како ара папагал. Се разбира, можно ли е да не се спомне неодминливиот хронистерик шегобиец Даниел Хармс, вели на Достоевски му е затнат носот. Гоголј како и обично се преслекол во Пушкин. Толстој како и обично ги љуби децата, а зад грб држи патерица. А вам, читателите, ширум ви се отворени портите на фантазијата, на имагинативни лудувања во создавањето собствени митолошки проекции, како во Јасна пољана на Толстој да се разлетале амазонски папагали, како Микеланджело Буонарати имал чудна средба со екзотичното африканско животно окапи, половина ниту жирафа, ниту зебра, и тоа во предворието на Сикстинската капела, или оној пат кога Джими Хендрикс насред еден екстатичен гитарски риф, подигнувајќи го погледот угоре, ги издогледува Икар и Дадал во ноќен лет, без опасност сонцето да им ги опарли крилјата. А во првите редови од публиката седи лично Сократ и одсутно новоритам Ниша со побелената глава. Се во име на слободната мисла и несхрутливата авантура за откривање по бескрајниот простор на духовни патувања, како оние на нашите Јадранка Владова и незината поетска проза за мистериозните лавиринти на Скопскиот битпазар, од Скарабов расказот, Драги Михайловски со неговите прекршени раскажувачки конвенции со кои ги спојува гротескното, ироничното и надприродното во Илјак, и Димитрije Дорацовски, за кого сонот и јавето се неодминлив процес на фантазмагоричниот од на постоењето, Мебиусовата лента. И да заклучам, книгата која е пред вас, се надевам и во подосни во ваши раце, е полнокрвен есеистички примат или сликовито расен горила во недопредна џунгла. Просто е неверојатно колку еден дел од Инсомнија од 2001 година на Димитрije Дорацовски зрачи со антиципација на нешто што требало да се напише 23 години подоцна, односно оваа книга на Прокопиев. И сега ќе го цитирам Дорацовски и ќе се најде Прокопиев во неговиот антиципирачки текст. Цитатот е: но најдобар термин е фикција. Укажува од една страна на тоа дека една нова структура, веројатна или неверојатна, ја додаваме кон оние кои постојат. Од друга страна укажува дека не настојуваме да го следиме она стварното. Најпосле укажува на тоа дека ја преведуваме субјективната стварност. Книжевноста, практичната лага е психолошка вистина. Сега ја дефиниравме книжевноста сумнителна вистина. Чина ми дека мотото на книгата на Прокопиев сосема се совпаѓа со зборовите на Дорацовски. И да завршам со оглед на мене крајно инспиративната материја на книгата на Прокопиев. Јавно побарувам, замолувам да ми дозволи да направам плагијат на неговиот наслов за книгата која ветувам дека ќе седнам оваа година да ја напишам и која ќе се однесува на филмските великани, особено на режисерите. Со огромно задоволство и очекување на триумф. Збор ќе му дадам да се
брани од овој мој текст Прокопиев и расположението може да го подобриме со тоа ако имате прашање, се разбира. Најчесто треба да се прочита книгата па да се не заинтригира, но еве еден мал разговор ќе обавиме со Саша. Помни Саша како вовед во тоа што за тебе значи оваа книга? Мене ми е многу важно што таа книга ќе значи за еден круг на сакани читатели, затоа што секој од нас, кога влегува во една авантура, која сама по себе се движи и се формира после во книга, секогаш има диалог, помалку или повеќе отворен со идниот читател. И може би таа триедна класификација, која јас се обидов да ја бранам со не само со аргументи од типот на личната определба, приемот кај публиката, односот кон другите автори, авторовскиот кредо и поетика, туку и тоа како авторот действува врз другите, креативни умови и автори, и како тие му возвраќаат. Од таа страна сум почестен што еден несомнен креативец, како што е Владко, вака ја доживеал книгата. Тоа е до сега втор или трет одглас, иако книгата излезена веќе година, но секаде луѓето што го прифатиле диалогот со книгата се од тој тип. Би кажал уште нешто во таа смисла. Оваа книга бара различни читатели и ставови, но најдобро им прилега на читателите и творците кои се номади. Затоа што, како што Владко многу убаво и писателски го формулираше својот текст, твојот одглас, слободата е многу важна работа. Слободата, дури сватена и буквално, како слобода на мислење, како слобода на дружба, но слободата сватена и од другата страна, да го слушаш, да го учиш, да се воодушевуваш од другиот, со тоа што во своите клетки внатрешни, ментални, чувствени, ќе го почувствуваш трепетот на препознавањето. Но еве, книгата е тука, кој од вас има желба да ја прочита, мене ќе ми биде многу важно. А дека таа ќе си наоѓа свој пат и понатаму, зависи од неа. Би имал едно прашање, повеќе на лична основа. Читајќи книгата, среќаваме, јас некој успеав и да ги именувам од јунаци од книгата, без разлика дали се номади или хронистерици, трибуни, да. Ми падна во очи и пребарав дали намерно или случајно е пропуштен Балзак. Да. И те прашал зошто? Затоа што за него има еден посебен есеј во друга есеистичка книга, а Балзак како громада бара поголем простор. Значи, ова... Една категорија не делува, или? Он е, како што разговаравме ти и ја, често меѓу овие типови, тоа е во сушност и шармот. Постојат хибриди. Некои кои поаѓаат од нивната творечка личност, субјективно, меѓутоа во текот на нивното творештво и рецепцијата, они сакале и не сакале, земаат уште нешто друго. Значи, Балзак почнал како хронистерик, јасно е тоа, но градејќи ја таа огромна човечка комедија, станува и трибун. Сега,
тоа што го кажа Владко многу добро, а постои дури во други литератури, па и нашата литература, значи постои трибунот е едно многу повластено место. И трибунот тоа место си го гради успешно или помалку успешно, тоа се тие неуспешни трибуни кои ги има и кај нас, со годините. И трибунот, замислите, тој е круг, тој е престол, тој му треба едно такво место каде што ќе си биде од почеток до крај, па и поскумно третиран како трибун. Сега во француската литература во исто време бил и го. Го тој свој трибунски пат го почнал уште од раната младост, а го завршил со оној громогласен погреб кога имал толку луѓе, дури и ова можем да го кажем, проститутките париски тој ден не работела од почит кон големиот Иго. Значи, тоа се тие интересни совпагања во судбините. Ке видите кој ќе ја зема книгата и кај нас, во нашата литература, ајде можем и тоа да го кажам, значи постои еден трибун за кој се знае, тој е Конески. Но, постојат други силни личности кои имаат исто големо влијание и сакале да бидат трибуни. Но кога видела дека местото е заземено, што е многу интересно, се вратиле кон својата суштина која е жанровска, различна од трибунот, кој мора многу да внимава. Значи, според својот голем талент, тој многу мора да внимава на тоа. Па сигурно, тоа му е важно. И сега, друг пример е на мокна личност, но Конески е на престолот, и он го бира патот, иако има трибунски карактеристики, го бира патот номадот. Тоа е Славко Јаневски. А постои лик, кој од почеток до крај си е номад, тоа си е Шопов. Уште едно прашање само извини. Проблем е да се опфати многу по-комплексно и многу по-глобално овој свет на номади, на трибуни, на хрцели. Но, верувам дека постои простор, некој твое следно пишување, да се занимава со литературата, да кажеме, има фантастични нордијски автори. Сигурно. Има фантастични јужноамерикански автори. И за нив имам посебни идеи во таа книга што ти ја дадов. Тоа е точно. За овој концепт. Да. Па да, не би била есеистичка книга. Јапонскиот. Да. Мислам, тој терен има голем дел во Африка. Да. Не е обработено, али ги сваќам, тој практични моменти, веќе тоа би било издание кое така би одвраќало. Би одвраќала сигурно и би било многу по-претенциозно. Ама интересно е што тој тоа го забележа, овој тип на, ајде да кажам, на размислување ми овозможи јас да користам геометрија, зоологија, тие аналогии се ми беа огромни. Ето, ми беа големо задоволство. Стефан сака да не во контекст на македонската литература, дали покрај Конески би можел издвоиш и други трибуни? Дали мислиш дека Рацин, например? Во македонската литература, ова е многу сериозно прашање и сега ме тера на еден друг тип на историцизам. Значи, во македонската литература постои човек кој има автор, кој има трибунско место, но многу кусотрајно действување. Тоа е Кочо Рацин. Постои лик кој има трибунска сила, но времето и околностите не му ишле во негова корист да се покаже како трибун. Иако има трибун, тоа е Прличев. Мислам, од постарите.
Таму има еден исто прекрасен номад, исто со многу кусотрајно дестрување, тоа е Константин Миладинов. Но, ако мислиме за новите автори, има амбициозни писатели кои сакаат да бидат трибуни. Но Коневски имаше една, како би го нарекле, една голема контрола на своето трибунство. Ако видите, например, неговите есеи за минатите писатели, ако го видите неговата огромно значење за македонскиот јазик, ако видите како тој реагирал во однос на сите мени во општеството, он едноставно си ги носеше тие трибунски особини кои веројатно постоеле уште одамна. Постоеле уште од неговата младост, од неговото непознато за нас се уште градење на ликот. Но после е многу доследен. Има, како да не, има луѓе кои сакаат да бидат трибуни. Но прават грешки. Мислам, трибунот не е автоматски најдобар автор. Да, тоа сакам да прашам. Не секогаш. Не секогаш. Може би најодговорниот. Најодговорниот сигурно. На својот статус. И го гледаат луѓе од разни, би кажал, позиции, сталежи, дури политички определби, како човек од кого слушат нешто што е важно и го почитуваат. Кај нас има луѓе, писатели, дури од помладите генерации, не најмладите, кои сакат да градат трибунски пат, ама се кандидати за трибуни и, ја мислам, се во крајен случај не остварени трибуни. Но затоа, например, оваа тријада во некои други литератури е многу интересна. Например, го имате Андрич као трибун, кој имате Киш као хронистерик и Црњански како номад. Мислам, тоа се во некои литератури, да не зборуваме за големите. Да, тие се лесни да. Кај нас ова време наше, ама сега да не зборуваме, ајде да си ја читате книгата. Ова време, например, ќе предизвика пак лавина на хронистерички автори. Затоа што хронистеричките автори користат политичка подкрепа. Во такво време живееме. Да. Во такви услови. Во такви услови да ги има и меѓу нив одлични автори, но они си ги држат тие. И тоа е банално, да не кажам малограѓански да видите, кога, например, кои ги добиваат наградите во одредено време, кога ќе ги споите со политичките конотации, ќе ви стане јасно. Дека се они хронистерички типови. А номадите, како Владко и се надевам и јас, си тераат понатаму. Нам се не наоѓаме на затворени или полуотворени. Не наоѓаме. Кандидати за номади има највеќе. Кандидати за номади има највеќе, точно. Ви благодарам што дојдовте. Му благодарам многу на Владко. Ја се задоволство тие подарив ваква мој размислување околу книгата. Фала ти на довербата. На довербата и следната твоја книга, јас ќе ја промовирам. Ова е неподписан отворен. Неподписан, Слава ви на сите.